Унгарскиот премиер Виктор Орбан, зборувајќи за азилот на Никола Груевски, вели дека станува збор за човек без кого тешко ќе се заштитела унгарската граница од напливот на мигранти и бегалци. Орбан вели дека го третира Груевски за свој соработник, исто како и унгарскиот народ. Во интервјуто Орбан уште додава дека организации поврзани со Џорџ Сорос се впуштени во прогон на Груевски и дека го следеле патот на бегалецот. Унгарскиот премиер воопшто не го споменува судството како причина за доделениот азил на Груевски. На оваа тема вечерва разговарам со Зоран Дранговски, претседател на Македонското здружение на млади правници, организација со завидна експертиза на тема азил. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Сте слушнале ли досега дека некому му е прифатено барањето за азил затоа што успешно бранел нечија граница од наплив на мигранти? Не сум слушнал. Искрено не. Добро, се разбира дека ова е помалку и банализација, поедноставување на прашањето и на темата, но факт е дека од она што е јавно достапно, како цитат од ова интервју на Орбан, кој што е во фокусот на македонската јавност денес, унгарскиот премиер речиси да не го користи аргументот на политички влијание врз судството како можно објаснување за тоа што е прифатено барањето на Груевски за азил. Ќе ми дозволите да го цитирам тој дел, ако е точно пренесено на официјалната веб страница на партијата на Орбан, Фидес, вели дека Орбан рекол дека е важно унгарската влада да не ги коментира пресудите против поранешниот македонски и премиер и дека Македонија се соочува со сложени политички битки, а правдата е дел од нив, но дека тој не знае што е точно или што не е точно, бидејќи е речиси невозможно да се донесе став. Како го коментирате овој дел од интервјуто на Орбан? За да стигнам до коментарот на делот на Орбан, би сакал малку поназад да се вратам во делот на причините зошто на едно лице може да му биде доделена меѓународна заштита или бегалски статус, како што е случајот со господинот Никола Груевски. Значи, каков статус има сега Груевски на признаен бегалец. Признаен бегалец. Тоа не го знаеме официјално, меѓутоа по неговата изјава и по изјавата на официјалните лица, тој има добиено меѓународна заштита и има статус на признаен бегалец, заради тоа што успел да докаже дека има оправдан страф од прогон. Тоа е главната дефиниција, затоа што во секој систем за азил, за вие да докажете и да добиете таков статус, има точна дефиниција на бегалец. Што значи оправдан страф од прогон? Оправдан страф од прогон значи дека вие мора да докажете дека заради вашата вера, раса, националност, припадност на одредена социјална група или пак политичко убедување, имате оправдан страф од прогон во вашата земја или пак во земја во која што имате вообичаен престој. Со самата одлука на унгарските власти да му доделат на господинот Груевски ваков статус, тоа значи дека тие во нивната постапка ценеле дека тој ги исполнува елементите од оваа дефиниција и затоа му е доделен тој статус. Предпоставките се дека користена политичката припадност на Груевски како основ да му се додели овој статус и конкретно судските процеси кои што се во тек во рамките на македонското судство, но дури еве да е и судството во прашање, нели е иронично човекот кој што практично ги напиша, ги произведе со своите политики и владење тие извештаи, сега да ги користи нив како аргумент за себе во оваа постапка пред унгарските власти? Кога ќе почне една постапка за азил, државата во која што еден барател за азил бара заштита, не смее да контактира со неговата или незината земја на потекло. И единствено што може да се служи е со изјавите на барателот на азил, доказите кои што ги приложил заедно со барањето, како и меѓународно достапните информации за земја на потекло. При одлучувањето на властите во Унгарија, никој не го видел се уште решението, одлуката на нивните имиграцијски власти за доделувањето на овој статус, меѓутоа тие секако се воделе по она што се меѓународни извештаи за ситуацијата во Република Македонија, вклучувајќи го извештајот и на Европска комисија. Така што секако сите оние извештаи кои што биле во изминатите години, кои што се однесувале на селективна правда, невладење на правото и така натаму, одат само во прилог кон апликацијата за азил на господинот Груевски.
Ве разбирам оваа поента, но нели е тоа многу директно, многу праволиниска примена на ова што вие го зборувате на тој тип на извори на информации, бидејќи унгарските власти точно знаат Груевски до кога бил премиер и точно знаат овие извештаи на кој период се однесуваат и дека практично господинот Груевски има придонесено за ситуацијата опишана во тие извештаи. Ако ја следите изјавата на господинот Орбан, тој кажа дека тој не би коментирал одлуки на властите, меѓутоа го кажува некое негово мислење дека господинот Груевски заслужува да добие и така натаму. Кога зборуваме од чисто формален правен аспект, се користат тие информации за земја на потекло и е арбитрерна одлука на државата која што доделува статус да одлучи дали ќе ги цени овие факти или овие околности или нема да ги цени. Предпоставувам дека одлуката на господинот Груевски е добро аргументирана затоа што има огромно влијание, меѓутоа колку и ние да сакаме да влијаеме на таа одлука или било која држава друга од Европска унија, па и самата Европска комисија, тоа останува единствена одлука на унгарските власти да проценат дали ќе поклонат верба на барањето на господинот Груевски или не. Предпоставам во таа насока ќе ви биде одговорот и на моето следно прашање, но би сакал да го поставам бидејќи содржи исто така интересна информација. А тоа е дека последната екстрадиција од Унгарија во Македонија била во септември оваа година. Сега се префрлам на друг терен, иако се тесно поврзани со ова што претходно го зборувавме. Значи пред 2-2,5 месеци и тогаш судството не било проблем во Македонија. Оној за кој што е барана екстрадиција, унгарците го испорачале во Македонија. Се разбира, сега ќе треба да почекаме да видиме како ќе одговорат на барањето за екстрадиција од македонските власти, но може да се претпоставува каков ќе биде одговорот. Екстрадицијата како постапка, кажа и министерката за правда, дека функционирала на едно високо ниво со унгарските власти, меѓутоа тука има еден елемент дека забрането е, државата не смее да екстрадира човек на кого му дала меѓународна заштита. Значи нема смисла барањето за екстрадиција. Според мене во моментот кога господинот Груевски добил статус, веќе тоа барање за екстрадиција се смета за комплетно незначително во делот на неговите постапки. Затоа што едноставно не смее државата што му даде на некој човек меѓународна заштита, не смее воопшто за тој случај да преземе никакви мерки да го врати во земјата на потекло. Постои ли воопшто правна можност во некој момент Груевски да го изгуби овој статус? Според законот за азил во Унгарија, на секои 3 години, на 3 години практично се преиспитува дали се уште постојат околностите и фактите врз основа на кои што барателот на азил добил статус. Па така да ќе очекуваме сигурно дека на 3 години, најдоцна на 3 години, овој статус се преиспита, меѓутоа пак останува единствено на властите на Унгарија да одлучат дали ќе го прекинат неговиот статус или не. Затоа што ако не го прекинат после преиспитувањето, тоа значи отворање можност за господинот Груевски како признаен бегалец да поднесе барање за државјанство унгарско и тој се уште нема унгарско државјанство, така ова не значи отворен пат да добие унгарско државјанство. Минимум треба да биде таму 3 години со ваков престој за после тоа да може да аплицира за унгарско државјанство. Меѓутоа, во моментов со овој статус кој што го ужива е изедначен по правата и обврските како и унгарските државјани, освен со некои ограничувања кои што се однесуваат на политичкото делување, безбедноста и така натаму. А тој какви документи сега официјални ќе има? Од унгарската држава не е унгарски државјанин, се води за македонски државјанин се уште? Се води со лице со признаено право на азил. Односно лице под меѓународна заштита и согласно тоа има право на документ за лична идентификација, тоа што кај нас е лична карта, и патна исправа. Затоа што и законот во Унгарија дава можност да лице со ваков статус добие патна исправа со која што би можело да патува надвор во други земји, меѓутоа не и во земјата на потекло, односно земјата од која што бара заштита. Уште малку ќе останам на ова прашање. Се разбира дека македонското државјанство не му е одземено, но тоа значи дека не е апатрид практично Груевски, така? Не, во никој случај. Тој е државјанин на Република Македонија со признаено право на азил во Република Унгарија. Што би значело во практична смисла овој статус? Вие рековте дека на територија на Унгарија значи ова, што го објаснивте, но што ако Груевски, да речеме, сака да замине во Германија? Од било какви причини.
Активна е меѓународната потерница. Германските власти, ако го запрат, ќе се вклучи алармот таму дека станува збор за лице барано по меѓународна потерница. Дали Груевски може во таква ситуација да биде испорачен во Македонија? Точно така, како што споменавте, веќе активна меѓународна потерница по Интерпол, тоа веднаш ќе јави доколку господинот Груевски се појави во било која друга земја. Меѓутоа, во 2015 година Интерпол ги промени политиките кои што се однесуваат на овие потерници за лица кои што уживаат статус на меѓународна заштита во некоја друга земја. Според информациите кои што можев да ги видам од сајтот на Интерпол, таму стои дека се дава препорака на државите веднаш од кога ќе се јави таа потерница да проверат дали тоа лице веќе ужива статус на меѓународна заштита во некоја друга земја и согласно ова големи се шансите лицето кој што има статус ваков да биде веднаш потоа ослободен, дури и без да се известат властите од матичната земја која што ја покренала оваа потерница, дека тоа лице воопшто се појавило таму. Значи дури може да теоретски да се случи германците и воопшто да не ја известат Македонија дека запреле лице кое што е... Според сајтот на Интерпол, односно промената на нивните политики, се дава поголема верба на тие што го уживаат овој статус со цел да бидат заштитени, отколку на тоа што државите ги бараат. И ова е пред се затоа што голем број на држави според Интерпол ги злоупотребуваат овие механизми за да дојдат до нивни граѓани кои што се во бегство. Деноиве слушаме разноразни аргументи, меѓу другото дека Македонија е земја кандидат за членство во Европската Унија, па од тука дека давање статус на признаен бегалец на лице од земја кандидат во земја членка на Европската Унија е просто необјасниво. Според вас држат тие аргументи? Барањето за азил е индивидуално. И секој, без разлика секој има право да бара азил. Без разлика од која земја доаѓа, може да поднесе барање за азил. При проценката се има индивидуален пристап. Сите они општата состојба може да влијае на одлуката, меѓутоа не е пресудна. Ако имаме ни општа ситуација дека земјата се движи напред и така натаму, не значи за тоа за дека за едно конкретно лице таа одлука ќе биде базирана само на тоа. Јас извадив статистики пред да дојдам тука во однос на колку лица од Македонија во последните години добиле ваков статус каков што ужива господинот Груевски во другите земји на ЕУ. Се работи за бројка од 275 лица кои што во последните 10 години докажале дека имаат оправдан страв од прогон во Република Македонија. По било каква основа? По било каква, по едно од овие 5 елементи кои што ги споменав на почетокот. Исто така, државјани на Република Бугарија, кои што е веќе земја членка на НАТО и на Европската Унија, во последните 8 години добиле 10 нивни државјани добиле статус бегалски во некоја од европските земји, од земјите на Европска Унија. Треба ли Груевски да објасни зошто не побарал азил во друга земја? Да речеме, зошто не побарал азил во Албанија или зошто во Србија не се обидел да побара азил на патот кон Унгарија? Тоа мора да го направи. Во постапката, предпоставам дека и во постапката пред унгарските власти, тоа е спроведено, затоа што, според информациите кои што беа во медиумите, тој прво влегол во Албанија, па таму поднел барање за азил пред унгарската амбасада. Во тој случај, Албанија би се проценила дека е безбедна трета земја, каде што барателот на азил би можел да поднесе барање за азил. И предпоставам дека тоа било еден елемент кој што Груевски би морал да го докаже зошто Албанија за него не е безбедна трета земја и зошто не во Албанија. Тоа мора да се праша затоа што тој како елемент безбедна трета земја е дел од постапката за азил. Сакате да кажете дека можеби многу свесно е избрана Албанија за прва земја каде што избегала не Србија или Бугарија, затоа што предпоставката е дека му било полесно да објасни зошто не побарал азил во Албанија. Сите земји од регионот се прогласени за безбедни трети земји според унгарските власти. Меѓутоа индивидуално сигурно би морало да докаже Груевски зошто Србија за него не е безбедна, зошто Албанија не е безбедна, зошто Црна Гора. Меѓутоа, откако влегов веќе во Албанија, после тоа, откако побарал азил во амбасадата, неговата постапка за азил се предпоставува дека почна од моментот на поднесување на барањето во Албанија, во амбасадата. Значи, така што поминувањето низ Србија и Црна Гора се смета за ирелевантно
во контекст на ова безбедна трета Значи, земја. албанската платформа може би не му помогна политички да остане премиер, но ете, може би му помогнала да објасни зашто не побарал азил во Албанија. И само уште едно прашање имам поврзано со оваа процедура. Беше речено дека во унгарскиот конзулат или амбасада во Тирана му бил издаден пасаван. Тоа е вообичаено на таков начин да се издава, тоа е привремен патен лист, така привремен пасош. Точно, вообичаено е затоа што ние сме имали истој случај земји тука во Македонија амбасади да издаваат на нивни државјани такви документи со цел да патуваат од една земја до друга земја. Така што тоа не ми представува некој правен предизвик да речам зошто тоа се случило, затоа што државите тоа сепак документот за идентификација е нешто што го издава државата на лица кои што може да ги прифати или не. Сепак тоа е за нивните власти. Затоа што јас не слушнав дека тој документ бил користен за да се помине во Црна Гора или во Србија, туку тоа е за влез во Унгарија. Документ користен. Да, ваму ја користел личната карта. Така да ова е само од амбасадата даваат гаранции дека овој човек ние гарантираме за да влезе во земјата каде што. Според ова што го зборувате вечерва, може да се заклучи дека станува збор за речиси перфектно испланирана процедура, како да кажам, план кој што е и многу прецизно изведен за да не се остават празнини или дупки за евентуално потоа да се поставуваат прашања зошто, како е нешто направено. Благодарам многу што сте дел од 360 степени вечер. Да имате уште нешто? Ви благодарам на поканата. Јас сам сакав да кажам за крај дека Никола Груевски не е сигурно ни првиот ни последниот политичар во светот кој што добива ваква заштита. Тука е на државите да проценат како тоа ќе влие понатаму на односите, затоа што сепак е висок профил, за нас многу важен во Република Македонија, меѓутоа азилот е категорија на меѓународна заштита која што постоела уште одамна и се уште се користи за на одреден лица да му се даде ваква заштита. Како ќе се одвива понатаму не знам, меѓутоа оно што можам да го кажам дека голема е веројатноста да Груевски никогаш не дојде веќе во Македонија. Благодарам уште еднаш.